По ова интервју со Александар Микич ќе ве навратиме на онаа еуфорија со вардарци, бидејќи истата се уште постои, односно овој пат европскиот пекар пристигна во просториите на клиничката болница Аџи-Бадем Систина, каде што капитенот на црвено-црните Столе Стоилов се фотографираше со персоналот, меѓутоа и со пациентите во Аџи-Бадем Систина. Како помина целото дружење на Столе, со сите кои што се најдоа токму во Систина, останува да погледнете. Клиничката болница Аџи-Бадем Систина како официјален медицински партнер на вардарци веќе 6 години придонесува за успехот на ракометниот клуб, ставајќи го на располагање целокупниот медицински кадар на болницата. Во знак на благодарност за добрата соработка, капитенот на РК Вардар Столе Стоилов вчера заедно со шампионскиот пекар од ракометната лига на шампионите се фотографираше со пациентите на клиничката болница Аџи-Бадем Систина. Како пишуваш што работката со Систина? Па вака, значи, оваа победа не е само на Вардар, ова е победа и на Систина. Со нас е 24/7, кога и да имаме потреба од нив, мислам, огромна доверба, професионално и надвор од тоа. Мики ми е мој драг пријател и све правиме заедно, што треба секогаш е тука, добри совети и мислам дека сите играчи не само јас сме презадоволни од Систина. Да не се лажеме, победата е нивна. Ние сме само логистика, само помагаме. Победата е само нивна. Значи они се тие што играат, они се тие што победуваат. Да, драго ни е што соработуваме. Што повеќе ја кажав, што повеќе сме ние тука, тоа не е добро за нив, меѓутоа сме тука секогаш кога им треба. Се дружиме и надвор од оваа установа, надвор од терените, така да стварно е задоволство да се соработува со. Нормално ли притисок додека имаше такви интервенции да се постигне да се работи начин на теренот? Притисок има секогаш во нашата работа. Они работат од тоа, они живеат од тоа, така да кај нив си е специфична работа, така да секогаш има притисок. За да ни објасните колку е битно, колку е важно лекарските контроли, рутината за спортистите? Битно е, значи важно е пред се превенцијата, важно е како они се однесуваат. Нашиот хируршки дел доаѓа ако мора. Значи превенцијата и редовните прегледи се битни, и тоа сега си го прават, они многу добро знаат како да се грижат за своето здравје, веќе од тоа зависи. Колку време вие контролирате? Ја го знам 10 години. Значи прв пат почнавме да се работуваме уште во репрезентација, вака збориме, нели како доктор и пациент, доктор и спортиста во Ниш, на европското. Може да очекуваме продолжување на оваа соработка? Јас се надевам без нив. Так навикнати сме на нив, имаме доверба во нив и штета ќе биде да не се продолжи таа соработка.